Ова пресконференција е свикана со намера да се даде објаснување на јавноста во делот за изградба на објект со посебна намена, односно пензионерски дом. Со превземање на раководството во Сдруженијето на пензионери Кавадарци, новото раководство веднаш отпочна со реализирање на програмата за изградба на пензионерски дом. Пензионерскиот дом е замислен како објект во кој ќе има летна бавча, градина, ресторан за исхрана, со сала за разонода и рекреација, шах сала, домино, карти, табла, пикадо и други игри кои може да се организираат во затворен простор. Исто така ќе се изградат и сали за состаноци, простории за пеачка група, за играорна група и за останатите комисии кои се формирани при Сдружение на пензионерите во Кавадарци. Изградбата на домот е со цел да се помогне на пензионерите кои на еден или на друг начин се оставени сами на себе и се со минимална пензија, разочарани од ваквиот живот, затворени се во собствен лавиринт, од кој не можат да излезат, не можат да си го организираат собствениот живот, бидејќи се осамени и без одредена цел. Со цел ваквиот монотон живот да се разбие, потребен е објект во кој се планирани многу активности за разонода, како и ресторан со кујна за приготување храна, со приступачни цени за секој пензионер. Со еден збор, објектот за сместување со ресторан, сала за разонода и можност за целодневен престој. Во истиот ќе има ангажирана медицинска сестра, лекар, кои ќе вршат прегледи за превентива. Сметаме дека во овој дом на пензионерите ќе им се обезбеди мирен и спокоен живот на пензионерите, каде ќе бидат добро сместени, ќе им биде обезбеден ручек, доручек, по можност и вечера од собствен ресторан кој ќе биде составен дел на овој објект. Како и исто така е планирано во објектот да биде и со едно централно грејење во сите простории. За да се постигне сето ова, направивме контакти со градоначалникот и доставивме барање, како и до самата локална самоуправа. Неколку контакти се направени со градоначалникот, разговарано околу давањето на градежната парцела, начинот и добивање на градежната парцела на име на Сдружение на пензионерите Кавадарци. Што и ни беше кажано дека тоа може да се направи и градоначалникот ја поддржа оваа иницијатива. И натаму сме во контакт со него и ги водиме разговорите до крајно решавање на доделувањето на градежната парцела и потоа да се отпочне со припремање на документацијата и почнување со изградба на самиот дом. Исто така доставени се барања и до владата на Република Северна Македонија, како и до министерствата кои се задолжени за оваа намена, односно за доделување на земјиште која се води на Република Македонија, бидејќи према сознанието со кое располагаме на ниво на општина може да се случи да, например, градежната парцела биде дадена на јавно надавање, каде што ние како Сдружение на пензионерите не би можеле да го извојуваме тоа и да ја добиеме таа градежна парцела.
Затоа и се обративме и до владата на Република Северна Македонија и до министерствата да ни помогнат во доделување на градежна парцела, а исто така со тоа барање доставено и барање во делот на финансирање за изградба на самиот пензионерски дом.